Почитувани, од вчерашното гласање на СДС во Собранието, каде не ја поддржаа интерпелацијата за главниот обвинител Љупчо Коцевски, се е јасно. СДС го штити Коцевски, а Коцевски за возврат го штити СДС и нивните кадри потонати до гуша во криминал за да не одговараат. Негласањето на СДС за интерпелација на главниот обвинител Љупчо Коцевски е одговор на прашањето зошто никој од СДС не е во затвор, а има низа поставки. Сега е јасно и која мати водата за Кочани. Истите тие кои предвладне правеа пресови за Кочани, сега сметаат дека Коцевски добро ја работел работата. Очигледно е кој свири, а кој игра во обвинителството. СДС силно удира на тапани, а Коцевски игра како ќе му кажат. Заради овој однос на СДС и начинот на кој ја киднапирале целата судска власт, довербата во правосудството е помала од 2%. СДС гледа на нивниот обвинител Љупчо Коцевски како на последно упориште. Во тоа им се приклучува и ДУИ, кои заедно со Коцевски бараат спас за криминалот на Филипче, Заев и Али. Тоа е всушност и пораката од СДС до Коцевски. Или е со штитот, или е на него, кој во периодот кој доаѓа ќе треба да извршува се повеќе насоки. Од тука го повикуваме Коцевски да покаже грам доблест и да не чека ниту час, туку веднаш да ја прими пораката на Собранието и волјата на народот преку гласањето во Собранието и да си поднесе оставка. Секој понатамошно седење на функцијата, спонзорирано од СДС и ДУИ, ќе му го руши и онака слабиот углед и целосно ќе го стави во функција на измеќар и метлар на мафијата.